Добро вечер, во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат дебатираме за буџетот на општина Куманово, кој мора да се признае не е ни малку за занемарување 1.780.000 денари, што дотации, донации, самофинансирачки дејности. Во секој случај буџетот е она што се случува внатре во општината, она што од кој треба да имаат бенефит граѓаните на општина Куманово, изградба на улици, водовод, канализациона мрежа, објекти кои што би го подобриле воспитно-образовниот процес. На оваа тема вечерва дебатираме со двајца наши соговорници. Тоа е господинот Мирослав Стојановски, советник од Советот на општина Куманово, од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Ви благодарам што се одзвавте на поканата. Ви благодарам и на поканата. И господинот Александар Арсич, советник, координатор на советничката група на СДСМ во Советот на општина Куманово, и ви благодарам и вам што се одзовте за учество во оваа емисија. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Се надевам дека вечерва ќе го задржиме нивното внимание. Така, значи, од прилика да кажеме од она што ние го имаме како податоци, она што го следиме како информативна редакција, е дека реализацијата на приходната страна на буџетот е 39%, заклучно со првите 6 месеци, и најголемата реализација има на даночни приходи и дотациите, кои што се од соодветни министерства. И меѓутоа капиталните и тековните трошоци заедно реализацијата е 36%, кај капиталните е само 18%. Може да се рече дека речиси по традиција советниците од опозицијата предводена од ВМРО ДПМН речиси не го гласат ниту буџетот, ниту извештаите за квартално, како што беше тоа случај на една од предпоследните, мислам дека предпоследната седница беше на Советот на општина Куманово, нагласувајќи дека реализацијата секогаш на капиталните инвестиции е ниска, недоволна и од неа корист немаат граѓаните. Зошто ваквиот став секогаш превладува кај советниците од опозицијата? Па добро. Значи, за да кажеме колку сме задоволни или незадоволни од извршувањето на буџетот во локалната самоуправа Куманово, најнапред треба да се соочиме со некои попрецизни бројки во претходните неколку буџета, за да граѓаните може да ја согледаат стварноста на она што е планирано, а што е реализирано од соодветниот буџет. Така јас прво би навлегол би зел споредбено неколку години од 2014, 2015 и 2016 година. Накратко само основните податоци би ги изнел. Колку е планирано, колку е ребалансот и колку е завршната сметка и некои основни други податоци. Значи за буџетот 2014 година имаме планирано буџет од 1.662.430.000 денари. По ребалансот кој е извршен, сумата е 1.414.000.000. По завршната сметка 1.200.000.000. Или тоа е во евра искажано, да им биде по-пластично на гледачите, тоа е некаде околу 20 милиони евра или остварено 72% од планираниот буџет. Капиталните расходи во тој период за тој планиран буџет 2014 година се 311 милиони денари. По ребалансот се 208 милиони денари. А по завршна сметка се 150 милиони денари или остварување од 50% на капиталните расходи. Блок дотациите, само за една споредба, кои се остваруваат по основа на приход од министерствата, за буџетот од 2014 година се 850 милиони денари или 13 милиони и 300 илјади евра. Оперативните средства, значи, разликата од блок дотациите до планираниот буџет изнесува некаде околу 13 милиони и 700 илјади евра. Тоа е, значи, буџетот за 2014 година. За 2015 година цифрите се следни. Малце ќе одземам време, тоа се основни податоци кои морам да ги набележам за да имаме согледување во остварувањето на буџетите. Планираната сума на буџетот за 2015 година е 1.664.000.000 денари, со ребалансот изнесува 1.455.000.000 денари, а со завршна сметка 1.277.000.000 денари. Или тоа се од планираните 27 милиони евра,
остварено е, реализирано 21 милион евра или 76% остварување. Капиталните расходи во буџетот за 2015 година се 310 милиони денари. Со ребалансот се 162 милиони денари, а со завршна сметка е 105 милиони денари или 33% остварување. Блок дотациите и во овој период се некаде приближно како и за буџетот до 2014 година. Тие се 848 милиони и 900 илјади денари или 13 милиони и 350 илјади евра. Значи оперативни од овој буџет остануваат околу 13 милиони и 700 илјади евра. Меѓутоа, по завршната сметка за овој буџет, оперативни средства не остануваат 13 милиони и 700 илјади евра, туку остануваат некаде околу милијарди и 277 милијади денари. Слично е, значи како претходно. Да, слично како е претходниот буџет. Околу 20 милиони евра. Буџетот за 2016 година сега се реализира и за него немаме целосни податоци, меѓутоа ќе ги нагласам оние податоци кои што ги имаме и со кои што располагаме. Планираниот буџет е милијарда 793 милиони 766.626 денари или некаде околу 29 милиони евра. За споредба со буџетот од 2015 година имаме зголемување во бројки од 2 милиони евра. Значи, буџетот за 2016 година е повисок за 2 милиони евра. Капиталните расходи кои се планирани за буџетот од 2016 година се 415 милиони денари. Блок дотациите се 827 милиони или 13 милиони 450 илјади евра, а оперативните средства кои остануваат се 15 милиони и 550 илјади евра. Значи, сега се навраќаме тука на прашањето, зошто секогаш гласате, да кажеме, еви за последниот квартал, односно не го гласавте, бидејќи според вас тоа е ниска реализација токму на капиталните. Значи, ние како советничка група немаме претходно одговор на она како ќе гласаме за буџетот. Ние секогаш одговорот го градиме на она што ќе го чуеме и што ќе се реализира во општината. Значи, со реализацијата која се прави во буџетот, еве и во бројките што ги изнесов, се гледа дека буџетот не се реализира онака ни приближно како што е планиран. Значи, остварување на буџетот во претходните, например, 2 години и претходната 2013 година имаме некаде околу 70 до 72 до 75%. Што значи ова? Ова значи дека планираните средства во буџетот не се онака прецизно, прецизно и не може да се предвидат овие, бидејќи тоа се повеќе варијабли кои не може да се со точност предвидат. Меѓутоа секогаш има можност, значи приближно она што е реално да го определиме износот на буџетот. Јас имав неколку кажувања во Советот на општина Куманово за тоа дека најдобра би била онаа сума да се планира во буџетот, она ребалансираната или она што е остварена со завршната сметка. Тогаш ќе имаме, значи, најприближни податоци и најточно ќе го одредиме буџетот со кој можеме да ги задоволиме потребите на граѓаните. Кај нас, значи, во општината секогаш во буџетот се искажуваат некои желби на раководните лица од општината, а по нивно кажување велат дека тоа се барања кои се истакнати од граѓаните на град Куманово. Меѓутоа, граѓаните на град Куманово се едно, а можностите и способностите на локалната самоуправа да ги собере приходите во буџетот се друго. Значи, до сега немаме едно ни приближно остварување на некој буџет по она што е планирано. За разлика од вашите колеги од Коалицијата за подобра Македонија, вие секогаш го поддржувате буџетот без разлика дали станува збор за завршна сметка или кварталните извештаи кои се носат. Сметате ли колку вие, како координатори, ставот на вашата политичка партија и вашиот личен став пред се, сте задоволни од реализацијата на буџетот? Така, прво сакам да изразам една благодарност што сме овдека повикани и од позиција и од опозиција, луѓе да кажат своји ставови, за да можат граѓаните и да оценат што е она што го работат политичките партии, кои се нивните видувања во иднина, бидејќи отчетот и транспарентноста до сега на
ова власт што беше на центар, што е се уште на централно ниво, не е на некоја не е позитивна страна и затоа и новата власт која сакаме да дојде, сакаме да воведеме некои новини, а тоа е баш ваквите емисии да бидат што почести и обавезни, така да министрите да може да присуствуват барем еднаш месечно во дуел, барем тројца министри со луѓе од опозиција, со такви пратеници или експерти и обавезно кога ќе се носи буџетот, бидејќи сега зборуваме за буџетот, кога ќе се носи буџетот, премиерот и министерот за финансии обавезно да бидат присутни заедно со опозицијата и со дел од експертската јавност. Оваа сугестија е вака повеќе за националните медиуми. Ние како, да кажеме, регионален медиум се грижиме за нашите граѓани кои што живеат овде на локално ниво и еве се исклучитуваат ваквите барања од сите засегнати, вклучени политички партии и чинители кои што за која било тема која што ги интересира кумановци. Така. Затоа и моето излагање е во два дела, односно она што ќе биде, што е сега моментално до 11 декември и што ќе се случи, кои се моите видувања и ставот на мојата политичка партија СДСМ во понатамошниот период. Еве сега неколку работи. Мора да се задржиме на она што е локална тема, локален буџет, она што ги тангира само кумановци, она што е веќе на национално ниво, има бројни национални медиуми и таму ќе можат ваквите ставови да се искажуваат. Ние тука се држиме колку вие сте задоволни лично како политичка партија, како коалиција предводена од СДСМ во Советот од реализацијата на буџетот. Сега доаѓаме до буџетот, верувам дека гледачите ќе ги интересира. Значи први до она како се креира еден буџет, не може, значи буџетот да биде креација само на еден човек или нечија желба. Буџетот се креира, е многу комплексен и се креира на еден специфичен начин, така да сите организации, местни заедници, граѓани, советници, стручните служби, културно-уметнички друштва, спортските друштва имаат своје влијание и своји потреби и сето тоа со своите потреби ги доставуваат до Советот во една развојна програма, која развојна програма сега ја носиме во ноември месец, па потоа дури доаѓаме до она што значи носење на буџетот. Сето тоа мора да биде искомпонирано, за да би можеле не да биде нечија желба, туку да можеме на вистина потребите на граѓаните и на оние сите чинители во општеството, во општествениот живот во општината Куманово да имаат своја застапеност. Што е тоа што дали ќе имаме одредена реализација поголема или помала, сакам некои своји видувања овде да дам. Значи ова точно дека до сега има одреден процент, тој процент може да биде субјективен, објективен во зависност од тоа дали исплатата стигнала на време за овие 6 месеци кога веќе се извршени работите или наплатата стига подоцна. Знаеме, вториот разлог е дека веќе од февруари 2012 година општината е под еден максимум на финансов максимум, односно лимит по кој може да работи, тоа се 37 милиона денари и во таа бројка мора општината и да живее и да се развива. Инаку да кажеме дека покрај ова што значи исплата на она земјиште од 1,5 милион евра, има уште околу 350-400 илјади евра кои исто така се треба општината да ги исплати, односно се утужени, меѓутоа колку точно ќе излезе со камата тоа тек ќе видиме. Инаку општината Куманово да знаеме дека нема никакви долгови и не е воопшто задолжена општина. Што е тоа што уште го намалува буџетот? Тоа се едни од причините. Значи можеме да кажеме општински причини. Што е тоа што власта влијае сега до општинскиот буџет? Тоа е следново. Значи тоа е подолу. Ќе ви кажам, само би сакал бидејќи е добро граѓаните да знаат неколку работи, тоа е дека во последните години од централниот буџет на теретот на општината се префрлени средниве работи. Систематски преглед на работниците сега го плаќаат општините. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација го плаќаат општините. Локалните избори се префрлија да ги плаќаат општините. Објектите кои треба да се реновираат и санитарните јазди во училиштата се префрлија да ги плаќаат општините. Значи сето тоа се плаќаше во еден централен буџет, сега сето тоа го плаќаат општините. И уште нешто има, значи тоа е ако одредени пожарникари или стручни служби од градинките отидат, значи во пензија,
Министерството веќе не дава никаква финансиска подкрепа, туку има одреден норматив, колку треба пожарникари да имате на одреден број на жители или одреден број на служби, меѓутоа финансиски тоа не е подкрепено, а општината мора, за да ги исполни тие нормативи, мора да запосли такви луѓе. Што значи сето тоа допринесува и до одреден процент на реализација на буџетот во тоа што сакаме да направиме. Конкретно задоволни ли сте од реализацијата? Конкретно. Реализацијата на буџетот, значи во првиот квартал, во сето она што е приложено од овие документи, може да биде подобро, меѓутоа се зависи од даноците кои ќе ги собере општината. Подолу во разговорот ќе збориме и за наплатата и за прибирањето. Меѓутоа, она што го истакнувате постојано вие и вашите сопартици членови на вашата коалиција е дека токму изостанува, да кажеме, оние потреби на граѓаните, не толку желби, колку што се потреби на граѓаните. Изградба на улици пред се, водовод, канализација, одржување, реконструкција, она што е секојдневие во една општина. Тука сметате ли дека со реализацијата за која велите дека е ниска, се задоволуваат потребите на граѓаните? Тоа е она што е клучно во нашата дискусија. Ќе ви одговора на прашањето, митоа само една кратка реплика до господинот Арсич. Тој наведе дека централната власт им наметнува некои обврски сега кои претходно ги немале. Не е проблемот во тоа. Значи, проблемот на буџетот не се состои во тоа. Проблемот на буџетот е на приходната страна. Значи, приходите кои се планирани не се остваруваат. Се остваруваат со 70% до 75%. Така се движи процентот. Значи, не е проблемот во оние давачки наметнати нови. Можеби тие средства би отишли на друга страна, меѓутоа, не е проблемот во тоа. Значи, да се соберат приближно 85%, 90% пари од планираните, ќе има пари за некои работи. Сега да ви одговорам конкретно на прашањето. Значи, оние средства кои се прибираат во буџетот не се доволни да се инвестира онаму каде што е потребно за изградба, одржување, санација на комуналната инфраструктура, на водоводната мрежа, на канализационата мрежа. Нашите улици, како што знаеме, постојано се раскопани, постојано се со дупки како кратери, немаат тротоари, нема соодветна сигнализација, нема кружни текови, да не помислиме дека ќе може да се направат. Секогаш изговорот е нема пари, нема пари, нема пари. Затоа се ствара хаос во сообраќајот. Значи, сообраќајот во Куманово е хаос. Со нерегулирани раскрсници, со семафори кои не работат, кои работат повремено. Така да, овие средства кои што се прибираат во буџетот, значи се недоволни за оваа намена. Водоводната мрежа во Куманово е застарена, со капацитет за еден град кој бил со многу помалку население. Цевките се стари, се појавуваат многу дефекти, каде се губи водата, а водата знаеме дека е скапоцена. И треба да се санираат, додека се санираат оние проблеми кои ќе настанат на некои улици на водоводната мрежа, значи водата тече во празно. За улиците не спомнав, се уште во градското подрачје централно во Куманово имаме, значи, калдармисани улици и улици со каливи улици. Значи во 21 век. Дека и оние, да кажеме, и најчести барања кои што вие ги произнесувате како такви се одредени улици, и мислам дека тие седници на Советот баш најмногу се посветени за одредени улици во одредени реони, во одредени населби од градот. Дали тоа произлегува пред се од барањата на граѓаните, оние кои што ви го дале, да кажеме, гласале за вас и сега очекуваат тоа да се реализира? Значи, при ваква состојба на улиците во град Куманово, граѓаните ќе имаат многу барања. Нашата локална самоуправа се труди сите овие барања на граѓаните да ги стави во буџетот. Меѓутоа, парите што се прибираат во буџетот не се доволни да ги задоволат потребите на граѓаните.
За разлика од това, дали вие како советник, едно прашање, добивате често барања од одредени ваши гласачи, жители на Куманова и едноставно заинтересирани да се санираат одредени улици? Така, значи, ние како советничка група сме ностоп отворени и имаме отворена канцеларија во просториите на Социјалдемократскиот сојуз, каде што контактираме со граѓаните редовно. Сите тие сугестии нивни ги преточуваме и гледаме што е во можност да го реализираме. Инаку сакам да кажем, еве, она што колегата Стојановски го потенцира како некоја реплика, нека биде контралеплика, бидејќи сме така советници. Значи, кажеме како и на кој начин се креира развојна програма. И во развојната програма се влезени одредени проекти и улици. Ако ВМРО ДПМН смета, бидејќи и тие влијаат директно на буџетот после кога го носиме, ако смета дека некои улици не треба да се прават, слободно нека каже и нека даде предлог кои улици да се избришат. Па ние ќе размислиме дали тие улици, ќе се консултираме со граѓаните и тие ќе кажат и ќе дадат дозвола да не сакаме оваа улица да не се прави, бидејќи тоа директно влијае после на буџет. Мислам дека ќе имате контрареплика тука, затоа што бидејќи е дозволено, ова не е совет и нема деловника, така да слободно можете да одговорите. Не се докажав по претходното прашање, ме прекинавте и поминавте на колегата Арсиќ. Значи, сакав да кажам и за нешто за канализационата мрежа. Канализационата мрежа е исто така застарена. Во одделни делови на градот ја нема. По некои населени места ги нема. Луѓето се приморани, граѓаните да копаат септички јами. Со копањето на септичките јами доаѓа до мешање на водата и канализацијата, така да повремено граѓаните од град Куманово пијат и несоодветна загадена вода. Друго, значи, имаше во прашањето и она како... Кои се вашите сугестии за прераспределба на парите? Да. Колегата Арсиќ пред малку спомена дека буџетот во Куманово е оптеретен со некои давачки по одредени пресуди таму. Значи, моја сугестија е тие давачки по пресудите што се да се отплатат што побрзо, како би можел буџетот, оперативниот буџет да биде поголем и за да може да ги задоволи овие потребите. Што се однесува до оваа прашање за вашите останати сугестии, господинот Арсиќ потенцираше дека одредени улици би требало да се избришат. Мислам дека тоа ниту една политичка партија нема да го никако став на граѓани. Меѓутоа, одредени, да кажеме, има проблеми во однос на она што го имам слушано и од вашите излагања и од вашите колеги, е дека се инвестира во покрупни проекти наспрема на овие поситни, побарани, да кажеме, попотребни во моментот. Па добро, јас не би кажал дека во Куманово има многу некои покрупни објекти проекти кои се работат. Сега моментално се изгради базенот затворен и отворен, тој беше еден покрупен проект кој однесе многу повеќе пари и секогаш кога има, значи, во општината за реализација некој таков покрупен проект, се јавува недостаток на средства за другите проекти, за помалите. Но помали можда по износите на сумите, меѓутоа не по неважни. Значи, улиците, канализацијата, водоводната мрежа и ред други, да не ги набројувам, се многу важни за граѓаните на град Куманово. Значи, моето мислењето на партија е дека кога има, значи, некои за реализација некои покрупни проекти, тогаш дел од средствата кои се наменети за овие поситни проекти се прелеваат во оние покрупни проекти. Мислам дека се сеќавам на такви некои реплики кои што ги имам слушано, особено она што беше за одбележување на улици, доста доцнеше токму поради во тој период се прелева средствата за изградба на базенот. Да. Така беше, мислам. Прашањето до мене? Да. Значи, исто двајцата. Имавме едно време и тоа долг период на неодбележани улици и покрај големиот хаос што беше во сообраќајот, со неодбележеноста се случуваше да имаме уште поголем колапс во сообраќајот. А тие средства што беа наменети за тој дел се прелева во други проекти. Добро, тоа можеби не е лошо. Можеби не е лошо, парите од буџетот треба да се потрошат. Меѓутоа, секогаш треба да има пари за оние проекти кои се наведени како ставка во буџетот. Господине Арсиќ, да вас прашање, имаше таков еден долг период кога сите средства се одлеваа за такви проекти? Вака не можеме да ги гледаме проектите така, мора да имаме и капитални инвестиции, мора да имаме и посетни проекти. Инаку да кажеме следно, дека капиталните инвестиции се задолжение на власта, односно на владата на Република Македонија.
Овдека можеме да кажеме во Куманово дека ништо нема инвестирано. Ниту една градинка, знаеме колку имаме потреба од такви работи. Ниту некое ново училиште, ниту било каков некој капитален проект. Општина Куманово сето тоа го направи со своји средства, меѓутоа, кога правите со своји средства и го делите тоа од граѓаните, мора да знаете дека некаде мора и да се скратат тие средства. Јас, како советник, ги бранам интересите на граѓаните. Нормално е дека треба да има и обележување на улици и се. Меѓутоа, и она кога ќе го правиме, пример, еве конкретно базенот, бидејќи направиме и отворен и затворен базен, што е едно монументално здание, едно најсовремено здание, ако отидете и поразговарате со луѓето, било каде да ги сретнете, ќе видите дека сите се одушевени од една таква работа, бидејќи за прв пат Куманово добива еден базен, луѓето да можат да се бават со спорт и рекреација, да имаат нешто со што младите би го потрошиле своето време на квалитетен начин и се надевам дека натаму ќе изведеме некои успешни пливачи. Она што сепак сметате ли дека како политичка желба, прашање до двајцата, политичка желба е на одредена политичка гарнитура која што е на власт, е токму фаворизирањето на таквите покрупни проекти кои што носат гласови веќе. Сепак вие сте политички представници, знам дека темата не е буџетот, но доаѓате од два спротивставени табори со политички Само уште една мала реплика до Може. Ништо злонамерно, ништо, значи нашата партија и нашата коалиција не е против изградба на базенот. Да бидеме на јасно и да бидеме на чисто. Ние не сме против. Значи граѓаните треба да го почувствуваат тоа задоволство, бидејќи во град Куманово нема одамна базен, ни покриен ни откриен ник. Меѓутоа, секако дека треба да се води сметка за она нешто што е примарно во градот. За проблемите кои го тангираат градот и граѓаните треба да имаме некоја примарност која ќе биде, значи, прворангирана. Значи базенот во тој дел не е примарен. Примарни се некои други проблеми кои ги тиштат секојдневно граѓаните. Кои според вашите видувања, еве на терен одите често, веројатно се среќавате со граѓани, кои се тие приоритетни работи? Приоритетните работи се секоја една од приоритетните работи е инфраструктурата. Инфраструктурата во град Куманово е таква каква што е. Ја осеќаме секојдневно, сите возиме коли, гледаме по улиците како се случува и што се случува. Она што го кажаме, водоводната мрежа, исто. Канализационата мрежа, исто е приоритет на граѓаните на Куманово. Има и уште многу други работи кои се приоритети на Куманово, меѓутоа кога ќе имаме, значи, вакви покрупни проекти, секогаш страдаат оние помалите, но не позначајните проекти. Според вас, дали е ова добра, да кажеме, фаворизирање на одредени проекти во однос на другите? Мора да се навратим на тоа прашање. Така, бидејќи колегата ги одговори малце прашањата, јас сакам малку да дадам своje видување баш по ова, што е тоа и дали е во доволна мера застапено во општина Куманово изградба на некои капитални дела. Сакам да кажам дека сето тоа мора, се што сакаме да направиме мора да биде преточено во развојна програма. Таа развојна програма, колку ќе се реализира, зависи од полнење на буџетот на општината. Сега да кажеме што е тоа што е направено во општина Куманово, бидејќи сигурно граѓаните ги нели интересира, бидејќи секој кога ќе излезе, еве зборуваме и за локални теми, кој ќе излезе од дома сака да знае што е тоа што има подобрување во неговата општина. Се што е направено во општина Куманово е направено од власта која е предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, плоштадот, булеварите, кејот, спортските сали, игралиштата, значи се базените сега, најново осветлување низ градот, тротоари, уредување на паркови, значи сето тоа е направено од власта на Социјалдемократскиот сојуз. Што е направено во последно време, бидејќи еве гледаме колку е реализиран буџетот, дали е доволно или не, ќе кажеме и неколку тука некои работи. Во последно време имаше најава од градоначалникот и еве гледаме дека и во доста голема мера се реализира. Тоа е дека имаме асфалтирање на 30.000 метри квадратни површини под асфалт, односно улици, и имаме 10.000 метри квадратни под бекатон, дел од улички, помали дел што се тротоари. Што е тоа што го гледаме на терен? Значи, ако излеземе и видиме дали нешто е направено, тогаш можеме да кажеме следново, значи во сите реони се гледа горе-доле да има одредена позитива, да се направи нешто, граѓаните да имаат свој бенефит. Например, во
населбата Карпош има зградено пар улици, 40-ка, 144-ка, 148-ка, 160-ка, 200 се поплочија улиците со бекатон, 22 и 24. Потоа во населбата Перочичо исто така имаме асфалтирање на неколку улици, Ангел Ранковиќ, 6 април, 30 јули, има поставено потпорен зид кој беше многу важен, тука од десната страна на Ѓорче Петров. Значи, тоа се едни големи инвестициони проекти. Потоа имаме во Тодемен дол, каде имаме асфалтирано повеќе улички, од Перо Стојмановски, Романовска, уште пар улици. Имаме во централното градско подрачје поставување на бекатон плочки во населбата Гоце Делчев, улица Прва Петолетка. Значи, сето тоа се некои инвестициони проекти. Во село Речица се направи еден фекален колектор од 3,5 километри. Значи, сега првпат село Речица добива канализациона мрежа. Следното имаме реновирање веќе на занечискиот дом. Ја поправиме и ја реновираме комплет салата во комитет, која е исто така една од важните работи за повеќе намени. Исто така патот што е од од село Четирце за село Никулјене, со што се прави прстенот веќе од Никулјене, Старо Нагоричино и така натаму. Значи, сето тоа се некои проекти кои веќе се реализира во претходниот период. И уште нешто, вчера имаше едно свечено пуштање на канализациона мрежа во општина Куманово, во негде должина над 25 километри, каде опфаќа повеќе места и се сложувам дека треба да се работи на таквите работи и тие места се стенува во главно поле, таму ќе биде преку 4 километри направена нова канализациона мрежа што веќе се прави на терен. Имаме повеќе села опфатени, тоа се Режановце, тоа ни е дел од Лопате, тоа ни е дел од Речица, горњо кој на рекое се поврзува доле од патот до горе до селото, низ цело овдека Кумановско подрачје ќе има реновирање на старата канализациона мрежа. Значи тоа е еден проект кој чини 5 милиони евра. Но сепак мора да потенцираме за граѓаните дека дел од овие проекти, од она што јас го сега се извинувам, јас влегнав, мора да објасниме со граѓаните, дел од овие проекти не се исклучиво финансирани од општина Куманово, туку се средства од типа програмата. Последниот проект кој што го споменавте, изградба на канализациона рехабилитација и проширување на канализационата мрежа, е проект кој што е финансиран од Европската унија, значи од типа програмата, меѓутоа корисници се Министерството за животна средина, тука веќе имаат средства како влада и Министерството за финансии, што можеше да се види од таблата и од излагањата на така и средства на, значи вака заеднички е проектот на сите чинители на централната власт и проектот реконструкција на занечискиот дом е исто така средства од типа програмата, од фекален колектор средства од типа програмата, тоа се одредени средства кои што мора да ги работат сите три чинители без разлика и самиот евроамбасадор напомена дека се очекува таква соработка од централната и од локалната власт за да краен бенефит го имаат самите граѓани, така што не станува збор исклучиво за средства, освен за уличките кои што се реконструирани со средства од општина Куманово. Ова колегата Арсик многу убаво и кажа, меѓутоа сето ова не се средства од буџетот на општина Куманово. Значи, покрај ИПА програмата, средствата од таа програма, што е за поздравување секако, мора да се спомене и тие средства. Јас не сум против такви пари кои доаѓаат од тие програми и треба да доаѓаат. Меѓутоа, сакам друго да кажам, темпото со кое се работат некои работи во општина Куманово и инвестициите кои што се вршат не се доволни. Не се доволни. Јас не велам дека ништо не се прави, дека ништо не се гради. Се прави, се гради нешто. Меѓутоа тоа е недоволно за потребите на граѓаните. И со такво темпо ќе треба многу години да дојдеме до еден град каде што ќе имаме поубаво место за живење. Кога кажа колегата Арсиќ дека централната власт немала ништо направено во град Куманово, секако дека има направено нешто, меѓутоа тоа некој можеби сака да го види, некој не сака да го види. Значи, локалниот пат до Клечовце, локалниот пат до Романовце, локалниот пат до село Пчиња, спортската сала во Карпош, сега најновиот проект тениските игралишта кај спортската сала. Значи, не е дека нема ништо изградено централната власт во општина Куманово. Кога ги спомна колегата Арсиќ градинките,
Зарем тоа не беше во изборната програма на вашиот градоначалник дека ќе изгради 2 градинки? Тогаш тој не се осврна на централната власт и не бараше пари од централната власт. Тој го најави како проект на локалната самоуправа и дека ќе го направи. Меѓутоа, од неговите проекти кои што ги најави, па катна гаража, па ова, па не знам сега, не се сеќавам на сите ветувања што ги даде. Административно-деловен комплекс. Административниот деловен комплекс. Значи, има многу проекти кои најави, од тоа реализација нула. Значи, тогаш не бараше тој подршка од централната власт, не бараше пари од централна власт, тој кажа дека со сопствени пари од општината ќе ги изгради овие проекти. Кога сме веќе кај градинките, мора да се напомене дека при една најава на настан за тениски игралишта имаше најава дека ќе се реконструираат одредени објекти како што е Пионерскиот дом 29 ноември што се викаше, значи во центарот на градот, тука ќе се делот, не знам како е предвидено, тоа е се уште во фаза на разгледување веројатно, не знам. Значи при посетата на претседателот Груевски на град Куманово во населбата Гоце Делчев, каде бев присутен и јас, стана збор за изградба на детски градинки. Тоа по моје барање, бидејќи јас поставив прашање дека на граѓаните на населбата Гоце Делчев им недостасува таков простор и дека треба се изгради градинка. По тоа имаше седница на владата по тие сугестии, значи барањата на граѓаните, имаше седница каде владата донесе одлука дека во Куманово ќе гради 2 градинки. Една таму во Пионерскиот дом и друга на просторот Зелен Рити или ова Гоце Делчев. Значи има одлука донесена у владата и 2017 година треба да се реализира тоа. Рековте дека вие не сте задоволни од вложувањата на централната власт во општина Куманово, меѓутоа сепак мора да се признае дека одредени она што е навистина интересно и што во последно време го прават сите општини е тоа што конкурираат за вакви да кажеме средства од типа програмата кои се навистина расположливи, меѓутоа е тешко да се изработат. Така, општина Куманово покажа дека знае и може да изработува вакви проекти, меѓутоа на општина Куманово тешко и се нудат вакви проекти. Секаде проектите се нудат обично, значи најверојатно по сите други општини кои се под власт на истото владение и централната и локалната власт, односно под ВМРО ДПМН. Што е тоа што сакам да кажам, еве ќе се надоврзам, нешто ми текна сега кога зборуваше мојот колега. Како со Груевски кога доаѓал тука, тоа е посебна приказна како пак тој како председател на една партија што покажува не е наша тема на разговор. Што покажува кога доаѓа во сите населени места и што покажува дури на премиерот како се работи. Тоа е посебна работа, меѓутоа тука нема да навлегуваме. Иначе што е тоа што централната власт има направено? Еве ќе кажеме, ги спомна колегата одредени патишта. Тие патишта, значи има дадено приоритет општина Куманово, има направено проекти општина Куманово, а се добиваат по она што значи одредена процентуалност од средства кои ги доделува владата на сите општини. И одреден процент сака неќе мора да даде и дел на општина Куманово. Меѓутоа, општина Куманово ги има реализирани тие проекти и го има тоа направено на дело. Меѓутоа, секако дека на општо задоволство на сите е да се направи една таква работа. Само кратка реплика. Значи, кога се однесува, кога кажува колегата Арси дека локалната самоуправа е способна да прави проекти и треба да прави проекти. Значи, таа у обврски на локалната самоуправа е тоа. Меѓутоа, имаше случај кога имаше издвоено 3,5 милиони евра за фекална канализација во општина Куманово. Се чекаа проекти од локалната самоуправа. Проектите ги немаше, се искористија, не знам дали 100.000 евра, не ме фаќате за збор, од тие 3,5 милиони евра. Значи, немаше проекти по кои ќе се инвестираат тие пари. Еве една реплика само. Бидејќи сме советници и добро е вака да имаме одредени дискусии. Так. Бидејќи еве, можеби не сте забележале во претходните седници кога работевме на една точка што е тоа направено во проектите во општина Куманово, имаше точка точно кои проекти се реализирани, а тоа е проектот за водовод во Пчиња, значи што беше и канализационата мрежа во село Романовци. Тоа го
имавте во материјалите, значи имате материјал дека тоа е направено од општина Куманово, погледнете пред неколку седмици е тоа, дека општината ги има направено овие материјали. Меѓутоа баш и мислев дали советничката група на ВМРО ќе ги забележи тие работи, гледам дека баш тие битни суштински работи не ги забележавте, дека тоа е се направено, сега ќе се чека власта да даде пари. Бидејќи власта кажа кога ќе се направат проекти, веднаш ќе пристапат кон реализација на истите. Да, тоа Значи, за ваша информација, последна информација дека се очекува нешто уште локалната самоуправа да доправи за да се прави водоводната мрежа во Пчиња и фекалната канализација. Значи, владата е расположена да ги прави тие проекти. Само уште не е нешто довршено во проекти, најверојатно. Јас имам таква информација. Да, тоа беше споменато и последниот пат од министерот за транспорт и врски, дека веднаш штом ќе пристигнат, веднаш средствата ќе бидат одобрени и препратени до општината и која треба да го отпочне, нели, со сите технички завршувања овие значајни проекти за жителите на овие две населени места. Тука би оделе, значи, она што велите вие како проблем е самото собирањето на приходната страна на буџетот, го гледате како проблем, како и вашите колеги од Коалицијата за подобра Македонија. Значи, средствата се тие кои што се собираат, она што вие го презентиравте на почетокот на емисијата е токму собирањето на даноците и дотациите и овие што доаѓаат од ресорните министерства кои што по дефолт мора да бидат пренесени до локалните власти. Тука некаде се движи. Нема некои тука отстапувања. Каде го гледате најголемиот проблем во собирањето на парите? Секогаш постои простор да се наплати повеќе од она што е зацртано во буџетот. Што се несу до даноците, таксите. Меѓутоа за тоа треба се преземаат некои мерки за зголемување на наплата. Меѓу граѓаните постои една фискална недисциплина. Знаете, кога никој не ви доаѓа на врата да ви тропне и да ви каже дека должите за тоа и за тоа, сите се однесуваме некако комотно и не ги плаќаме тие обврски на време. Значи, една мерка, значи, јас сметам дека овој процент на наплата на овие давачки и овие приходи кои што ги собира општината е недоволен и дека треба се зголеми, значи. Како една мерка што предлагам, сега не знам дали е тоа по закон, дали може да се направи тоа, не сум го до крај разработил, да се воведат инкасатори. Инкасатори да им ги носат сметките и оние пресметки, или како се викаат, за даноците и на лице место да се наплаќаат. Или да се праќаат што повеќе опомени до граѓаните. Како би биле граѓаните предупредени дека имаат обврска да платат одредена давачка према локалната самоуправа. Ако и тоа не успее, значи јас сум и за она ригорозна, значи наплата со тужби преку судот. Значи општината мора да ги собере своите средства кои припаѓаат. Значи тоа се средства кои граѓаните по повеќе основи ги должат на општината. Значи јас сум и за тоа, и за таа варијанта да се прават и тужби. Знам дека ќе има и давачки тука за тоа, за тие тужби. Меѓутоа, една од опциите за зголемена наплата на овие даноци е и таа. Значи, секако дека со тоа можеби до некаде ќе се зголеми, значи, процентот на наплатата на овие приходи кои што ги очекува општината со предвидувањата во буџетот. Господин Арсич, кои се вашите сугестии? Вака, кога зборуваме веќе за даноците, мора да кажеме дека има неколку работи кои не се завршени со децентрализација. Со децентрализација има префрлено, власта има префрлено до општините надлежности, меѓутоа не и финансии. Овие финансии што ги имаме се недоволни за се она што сакаме да го направиме. Што значи тоа конкретно? Власта пушта 4,5% до општините од данокот на додадена вредност ДДВ. И пушта 3% само од персоналниот данок кој секој вработен го плаќа. Тоа се средства минимални. Како наш предлог е и што сакаме да биде, тоа е минимум 10% од ДДВ и минимум да биде 50% од персоналниот данок.
кај западните развиени земји да знаете дека од ДДВ иде од 30 до 50% повраток на средства од централната на локалната власт за да би можело тоа сето да функционира како што треба. Втората работа што сакам да ја споменам, односно зошто во последните години и граѓаните плаќаат повеќе данок на имот отколку што плаќа порано, сигурно сите ги занима баш ова работа, бидејќи во 2009 година владата на ВМРО ДПМН донесе промена на методологија на кој начин се израчунува данок на имот. Претходно становите, куќите беа пишувани по некоја своја логика, некоја своја одредена вредност, пример стан од 5000 евра, меѓутоа сега кога излегува луѓето на терен да ја комплетираат ова методологија, видо дека стан пример чини 20-30.000 евра и на основа на тоа данокот е 0,1 до 0,2% од вредноста на имотот. Ние како СДСМ и во програмата стои, тоа ќе го намалиме на пола, односно 0,05%, што значи и граѓаните и покрај ваквата методологија која е направена, веќе ќе плаќаат дупло помалку данок отколку она што го имаат плаќано досега. Меѓутоа, тоа е пазарна вредност и пазарна економија и не е исто да имате стан, еве, ќе појдеме на локално ниво, не е исто да имате стан на Октомвриска, каде што ви се близу, нели, сите маркети, улици, училишта, спортски објекти и не е исто да имате стан при некаде на крајот од градот сега. Да не дискутабилно и не е благодарно да се збори, ама ете да кажеме во Монопол. Кај Монопол. Само еден одговор пократок така до господин Матарсиќ. Значи, кога споменавме методологијата за пресметка на она што ќе се врати од централната власт до локалната власт, значи е иста за сите општини. Така е, тука во тој кош е ставена и општината Куманово. Значи, јас немам некои покрупни и поголеми забелешки од општините, од другите општини за овие надоместоци кои доаѓаат од централната власт. У Куманово на сите седници на Советот слушаме дека ова што го одделува централната власт е многу малку и дека тие средства не стигнуваат за оние потреби за кои што се наменети. Не сум слушнал до сега од некои општини да се жалат дека средствата кои ги добиваат од централната власт дека се мали. Значи 830 до 850 милиона излегува годишно оние блок дотации. Тоа се големи пари. Добро, има големи давачки. Меѓутоа, значи, нема реакции од другите општини дека тоа се средства кои во голем процент недостасуваат. Вака, може ли исто една сугестија моје видување по оваа работа? Значи, општинските буџети заедно со платите на наставниците во бруто домашниот производ на Република Македонија влегуваат само со 5,3%. Тоа е многу малку. Значи, од една страна кога гледаме како што зборуваме многу, од друга страна ќе ви кажам дека тоа е многу малку и недоволно. Покрај тоа што е многу малку, ќе споменам некои мерки кои ги презема владата, кои ги слушаме дека се случуваат и што е тоа што треба да го подобриме. Значи, првин, како власт не смееме да дозволиме да не одиме секако што треба, односно како што е ред. Така да имаше некои блок дотации на училишта во 2012 година, една блок дотација, мислам, не беше пуштена до општината, тоа е, мислам, околу 25 милиони денари. Во 2011 мислам дека до сите општини, не сум сигурен за дали во сите, меѓутоа и овдека немаше пуштено еден од ДДВ, една трансакција околу 7 милиони денари. Потоа во 2014, ако се сеќавате дека се донесе една популарна мерка последните 3 месеци наставниците да имаат 4% изголемување на плата, меѓутоа блок дотацијата остана иста. Општината мораше последните 3 месеци од своји средства тоа да го носи на свој грб. Следното што е за последнава година, за 1,2 милиона денара секој месец, зборуваме за годишно ниво околу 14-15 милиони денари, секој месец за 1,2 милиони денари помалку плаќа државата ДДВ враќа до општината. Што значи секој месец општинската каса е се посиромашна од тој данок. Нас ни треба навистина една
реална проценка на вистина што е тоа што може општините да ги стави да можат самостојно да работат. А мене ми е јасно зашто, еве, кога зборуваме зашто ова го прави се централната власт. Најверојатно за да може кога таа ќе гради и ќе прави, да може таа да сече ленти, тоа да биде покриено со медиуми, таа да ги спроведува тендерите и така натаму. Добро, многу слушнавме дека централната власт недомаќински се однесува кон општина Куманово. Јас мислам дека не е така, значи за соработка треба две страни. Една страна е централната власт, друга е локалната самоуправа. Значи треба се изнајде некој начин и модел на соработка за да пристигнуваат повеќе пари. Значи централната власт секогаш е расположена да доделува за проекти кои се издржани пари на локалната самоуправа. Јас друго сакав да кажам, кога велиме дека блок дотациите се не се доволни за оние намени за кои што се предвидени. А дали да поставиме едно друго прашање, дали нема превработеност во општина Куманово, дали нема превработеност во образованието? Значи каде едно работно место се дели на тројца професори и тројца треба да земаат плата. Значи има удел и некои други работи, не само оние блок дотации дека се недостасуваат и дека се мали. Може да одговориме секако дека вработувањата кои се случуваат сигурно и со префрлањето на ингеренција од централно ниво на општинско ниво. Секогаш мора да имате вработување. Односно, да направите исти сектори таму кај што треба за да може да се покриват и да имат компактност и врска со централната власт. Бидејќи не можете да направите централна власт која нема да има подолу општинска власт со која ќе комуницира, со која ќе прави проекти, со која ќе соработува. Ако имате Министерство за образование, мора да имате сектор за образование и тука. Така да сето тоа допринесува на зголемување на трошоците на општините, а тоа што кажеме сепак не достигаат средства. Контрареплика, господин. Не, значи јас се сложувам со тоа дека треба да има соодветен орган во општината кој ќе соработува со одредено министерство. Меѓутоа дали во тој сектор ќе работат 10 или 15 или 5, тоа е одлука сепак на локалната самоуправа. И јас тука велам у тој дел дека има превработеност во делот на локалната самоуправа и во образованието. Така. Може уште една може се разбира и тука ќе ја закружиме емисијата. Што ми беше битно, има уште многу работи кои би сакал да ги продискутирам, меѓутоа еве баш од ова што ме потсети колегата Стојановски, значи што е тоа што централната власт нема никогаш да го каже на граѓаните. Колку население има, иако пробавме имаме еден неуспешен попис од 14 милиона евра. Второто е колку граѓани живеат. Второто што никогаш нема да го каже колку има запослено во јавна администрација, за да може полесно потоа да манипулира и да работи за изборите. Тоа е секогаш така. И трето, колку е јавниот долг на државата. Тие три работи нема никогаш да ги чуете од ова власт. Јас мислам дека господин Стојановски е представник на локална, така што мислам дека и ви напоменав на самиот старт на почетокот на емисијата дека разговараме за локални теми проблеми. И можете да го нападнете условно речено сега за локалните проблеми или недостатоци кои што ги има општинскиот комитет, меѓутоа не и за централната власт, затоа што оваа емисија е наменета пред се за кумановци, за потребите на кумановци, за потребите на нацијата. Има неколку национални телевизии. Секогаш се поврзани локалната и централната власт. Да, со таа мисла ги некаде ќе ја завршиме ова емисија, дека е потребна една исклучително добра соработка и на централната и на локалната власт. Има позитивни примери во општина Куманово, не е се така црно како што е проектот канализациона мрежа, рехабилитација и проширување. Значи секогаш мора да се направат таквите проекти и навистина мене како граѓанин пред се на овој град би ми било навистина драго доколку локалната власт изработи таков проект, аплицира до такви средства и централната власт ги одобри во интерес на нашите сограѓани. Веројатно и вие се сложувате со ваквите констатации. Значи јас пред малку реков дека за соработка треба две страни. Значи расположение во централната власт и расположение во локалната самоуправа. Не треба априори нешто да се отфрла и да каже тоа е вака, јас не ги сакам или не можам. Значи секогаш треба да има расположение за одреден проект да му се пристапи најнормално и за да види дали може тој проект да се изработи и да се реализира. Мислам дека у овој момент немаше, овој изминат период додека сум јас советник, дека немаше доволно расположение од страна на локалната самоуправа
за една таква подлабока и поддомаќинска соработка со централната власт. Некој крајен збор тука за локалната власт, збориме и за потребите на кумановци. Некоја завршна ваша мисла, тука ќе мора заради времето да ја закружиме емисијата. Така, локалната власт ќе продолжи со своите проекти. Сега ни доаѓаат и централните избори, ќе мора и тоа да го спремиме, да работиме со граѓаните и да ги повикаме да влезат во една заедничка битка за да можеме покрај централната власт и локалната власт да застанат на своји нозе и да можеме буџетите да ги направиме онака како што треба. Господин Стојановски, некоја завршна мисла за нашите гледачи? Па нема, тоа би рекол, мислам. Тоа е домаќинско работење? Домаќинско работење, нормално. И пак ќе го потенцирам, јас секоја седница го потенцирам, буџетот да не биде израз на желби. Значи, да биде израз на реалност. На реалност. Значи, ако не можеме реално моментот да видиме, ќе се осврнеме на претходните 3-4 буџета, ќе видиме колку е реализацијата. Тука е таа сума која треба се предвиди у буџетот. И тоа се средствата кои ќе ги задоволуваат потребите на граѓаните. Јас си благодарам и на двајцата што бевте мои вечерашни гости. Се надевам дека успеавме нешто да доловиме до граѓаните за она како се формира буџет, како се формира развојната програма, постои ли фаворизирање на одредени проекти, на одредени во однос на некои поситни проекти и останува отворена поканата и понатаму како представници на советнички групи да дебатираме и за други теми кои што се во моментов од интерес на граѓаните на општина Куманово. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме на поканата. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер.